уште еден нов мирис во подкастот Мирисот на книгата. Ќе се одлепиме од ствареноста овој пат и ќе одлетаме во бесконечноста на имагинарниот свет. Да умеш да мечтаеш и да умеш да живееш. А кога фантазијата им ја подаруваш на децата, тогаш ти си нивниот волшебник. Вистината во приказните не е во тоа дека постојат чудовишта, туку дека чудовиштата може да ги победиме. Секој има свој земјанин, ние го имаме во земјанинот од наше маал. Со нас не е волшебникот од Оз, туку волшебното перо од Велес. Господинот Миле Костов, економист, магистар по етнологија, енологија, вработен во винарија. Белото обично виното и перото одат заедно. Одат, да. Вие сте автор на 6 романи, антологија на раскази, имате импозантни бенефити надвор од Македонија, награда од БН-от Катица Килавкова, најдобар роман во американското списание. Another Realm. Така е, некаде меѓу првите 10-тина. 6 точно, да. И затоа излегов во антологијата, го објавија после. Што се вели обично? Дека многу често велиме дека всушност најреалната вистина и најголемата објективност е всушност во фантазијата, во мечтата. Дека без мечтата, без фантазијата не можеме да одиме напред. Точно. Како алегорија ќе ви раскажам една приказна за фантазијата. Некојаш многу одамна се живеел еден принц во некое кралство и тој верувал во се, само во 3 работи не верувал. Не верувал дека постојат острови, дека постојат принцези, дека постои Бог. Затоа што татко му така му кажал. Еден ден излегол од замокот и отталкал во некое друго царство и тука дојел до некоја обала. Гледа од другата страна, од сите страни нешто заобиколено со вода, а некои многу убави суштества тука танцуваат, си играат. И му се појавил некој човек и го прашува: што е ова? Тоа е остров, вика. А тие таму убавите што играат, тоа се принцези. А вие кои сте, вика, што има остров, има и принцези, значи мора и Господ да има. Јас сум Господ, му кажува човекот, и лут синот се враќа кај татко му назад. Ти, вика, мене ме излажа. Што ти излажа? Па има и острва, и принцези, и Господ го запозна. И татко му вика: тој ти излажал, тој бил маѓепсник, волшебник некој. А ти ме излажано. И сега овој лут се враќа кај магевсникот, нели? Па таму кај островото, принцезите и во магевсникот. Татко му кажал како ќе го препознае дека е магевсник. Вика: ќе биде увечерно дело со засукани ракави. И го гледа стварно со засукани ракави и вика: ти си магевсник, вика, не си Господ. Не, вика, татко ти не е крал, татко ти е магевсник. Збунет, па се враќа кај татко му и му вика: тато, ти си бил, не си бил вистински крал, магевсник си бил, си ми магевсал мене. И овој му рекол: добро, точно е, магевсник сум, и си засукал и татко во ракавите си ги засекува. И го прашува син му: тато, има ли надвор од магијата и од волшебството вистина? Он вика: нема вистина надвор од магијата. И се разочарува синов и вика: добро, чим сакаш да умреш, ќе викнам смртта, нели, татко волшебник. И вика смртта чука на вратата, се отвара вратата, овој се плаши, нели, гледа со коса со тоа се. И му вика на татко: малце, кој ќе подразмислам, ако не се вистините, тоа принцезите добри беа. Добри беа. Така што кога прв пат всушност фативте, се соочивте тоа дека нема поголема реалност од фантазијата? Како почнавте? Јас почнав уште како дете да пишувам. Значи, негде во 3-то оделение пишував на едни долги оние што куцаат на сметките, фискални сметки, кои што само малку различни беа. И не знам како ја имав многу такви, така ги пишував. И за 4-то оделение дедо ми купи машина за пишување. Другари добиваа компјутер, ја бев пресреќен со машина за пишување. Во тоа време тука негде беше цената на еден компјутер и на машина, затоа што на македонски беа многу скапи. Кириличен. Да, кириличен. Обично купуваат на децата инструменти, ама овој инструмент успеавте да го реализирате. Па си најдов пред некое време, сум почнал на српски да пишувам, интересно.
затоа што веројатно прво нешто објавено ми беше во Политикен забавник. Да, гледам и на српскината. Во последно време, да, за регија фантастика доста пишувам, затоа што там има конкурси. Многу почесто и повеќе од која. Па секоја година има регија фантастика, а како фатив кај нив од пред 5 години до сега ме објавуваат. Од кога фатив, уствари, првпат овој роман во земјанинот од Наше мало, да, почнав да пишувам по еден холивудски терк на пишување на холивудски блокбастери. 15 бита, се е технологија и пишувањето има. Тогава втикна 17, колку се? Да, добро, некога 17 глави, меѓутоа некои битови се во една глава, некои во повеќе, некои па внатре во една глава се сместени. Како се развива приказката да биде интересна. Значи, тоа е еден код разбирам што од старо време, дека патот на херојот. Што може реално децата да научат од воземјаниот? Не е екстратерестријал, ипти она популарна или она филмска приказна во која што сите плачевме кога гледавме. Меѓутоа, колку сметате дека децата може да научат? Дека ова е едукативно штива? Ова е едукативно од повеќе причини. Прво, најмногу се учи од приказна. Има доста информации што се дадени не на сувопарен начин како што е на училиште или што учат, меѓутоа низ приказна има многу факти. Прво што се точни проверени факти, дека значи не е измислено. Друго, ги учи децата на играта на животот. Мислам, појаснува некои работи, дава еден начин. За правилата на животот како игра, нели, внатре, од што се состои играта, нели, од цел, од некои слободи што ги имаме, од некои бариери, пречки кон целта. Пречки кон целта. Друго, начин како да се решаваат конфликтите. Значи, кога главната јунакиња оди на другата планета на Алгол, дознава како всушност тие после многу војни што ги имале меѓу себе, како нашиот начин да ги решаваат конфликтите. Да. Учи од црпи, она што е најважно, да се одбегнат конфликтите уште на најрана возраст. Да, и како да се разрешат. Не дека нема секој има спротивставени, нели. Ако нема конфликт, нема динамика, нема драма, нема дејство, значи тие се успојава на секој општествен систем, меѓутоа е важно да се научат тие моменти како да се одбегнат. Со една адаптабилност. Главната хероина е многу прилагодлива и знае секаде да се прилагоди. Зошто сметате дека децата треба да им кажуваат се на родителите? Тоа ли се провеува низ делата и тоа е многу позитивна идеја? Па да, главната јунакиња тоа го учи на потешкиот начин, затоа што не е целосно отворена спрема родителите и влегува во еден многу комплициран заплет, влегува во опасности кои што треба да ги реши, што во голем дел не би се случило кога би им кажала. Сега добро, кога би го немало тоа, не би имало ни книгата, не би било се во ред. Да, но пораката е дека родителите секогаш се најдобри другари на децата. Другари, никогаш прва опомена дека некаде скршнале од вистинскиот пат на воспитување на децата, кога децата лажат. Едно е да фантазираш, друго е да лажеш и да не кажеш вистината, и тоа се гледа на вистина едукативно. Оно што можеме да го заклучиме и ви и јас или како наставник по македонски јазик, дека децата навистина од најмала возраст повеќе се дружат со таблет, со компјутерите отколку со книгите. Но кога ќе видите на таблет една иста игра која се повторува, не можам да кажам дека е ништо креативно, ниту оригинално, тука е нешто повторливо кој децата ги ограничува да мислат со една боја, да чувствуваат еден мирис по некој терк. Тука, преку книгата, што може да им се подари на децата? Преку страниците на книгата? Значи, кога гледаш филм, кога гледаш филмот, нели? А тука сам си го креираш филмот. Го замислуваш ликот. Го замислуваш ликот. Некој си мисли на еден начин, друг си мисли на друг начин. Имам тука еден од расказите, сега го заборив, Уѓе со Ајну и Везелу, например, што јас едно сум замислил,
Меѓутоа најдобар дел од читателите го имаат подруго сватено на нивен начин геймерски. Кај мене беше мистик типот, а уствари тие како геймер си го замисли. Тоа е мултидимензионалноста на книгата. На Отвора простор на повеќе перцепции. Токму така. Да. Што може реално да се научи од водземјанинот, нешто што ете ние не научивме. Личиме како да сме паднати од Марс, нели ништо не разбираме, сметам дека еден политичар или возрастен човек да прочита оваа книга да повеќе би научил од оваа книга отколку од секојдневието. Мислам дека би научил, затоа што не само за децата, туку и возрастен човек може. Која е идејата комплетна? Велиме фантазија. Меѓутоа да не беше фантазијата, ние немаше сега тука да пренесуваме пред гледачи, не сме присутни. Што е како е концепиран универзумот во мојве дела? Имаш личен универзум, мојот, вашиот, на сите луѓе, секој свој космос има, нели? Имаш заеднички универзум, физичкиот универзум, кај што сите живееме, нели? Што некој го креирал некогаш, нели? Сега, ние цело време го креираме тој заеднички универзум, како со нашите мали микроуниверзуми. Да. Сега колку ќе се наметне, меѓутоа во секој случај го креираме. Се прво почнува, нели, во фантазијата, за после да се реализира во стварност. Тоа се гледа, сега ми некои неови работи што се случили тука што ги имам напишано, меѓутоа има и добри работи што во реалноста се случуваат и го водат светот напред. Да, идејните пораки се позитивни, она што идејните се препознава дека битно е да се победат чудовиштата, кои се во форма на болест, на непријатност, на ситуации, децата се повеќе ни патат од анксиозност, од депресија, она што се случува во секојдневието. Можеби преку ваков начин на комуникација со книгата, која го потикнува малиот космос во секое мало суштество, можеме да направиме конекција и децата да ги оставиме во една здрава разумна состојба, затоа што сметам дека нема подобар лек од книгата. Се согласувам 100%. Лековити се книгите ваше? Дефинитивно. Читат ли вашите, не знам дали сте семен човек, читат ли децата вашите, што ви кажуваат? Ќерка ми сили уште нема прочитано, помале, меѓутоа ќерка ми веднаш ја прочита. Всушност ми бе инспирација за книгата, да. За тоа што јас гледам, за разлика од нас возрастните, гледаме вести и гледаме политика, такви работи. Тие се интересираат за астрофизика, гледам како се интересира за космосот, Илон Маск што направил дали ќе успееме Марс да направиме тераформација на Марс или не. Затоа што јас уште како дете, ние бевме таму нели од крајот на 20-тиот век деца, што уште ја гледав Одисеја 2001 и ние мислевме дека 2023 ние веќе ќе има колонии на Марс, ќе биде завршена тераформација. Ние дојдовме да се замараме, сега малку е смешно со некои секојдневни политики и да се расправаме еден со друг. И гледам уствари дека децата ја гледаат вистинската, се интересираат за вистинска слика и се интересираат за вистинските работи, и ме потсетија мене како дете, ја читав Галаксија на пример и Политичен забавник, кои соништа што сум ги имал за овој период што сега што го живееме. Сега малце сме скршнале во патот во меѓувреме, меѓутоа да им возможиме на децата максимално што може да се посветат кон што е на вистински битно, значи кон напредокот, кон науката, затоа што тоа е единствениот начин и како вид да обстанеме на планетата. Криво ли кога гледате дека децата повеќе седат на интернет? Порталите, на таблетите, на компјутерите се играат со TikTok игрички, отколку што би се посветиле на книга. Што чувствувате како автор, како писател? Малку нормално дека ми е криво. Се повеќе кажуваат луѓе дека немаат време да читаат. Сега јас успеам да читам дневно некои си меѓу 70 и 100 страници. Но со часови седат на компјутер.
Да, а тоа време би го значи, а една игра додека се изигра, тоа преска ги споменавте игрите. Значи, во игрите нема креација, зошто? Затоа што веќе кој ќе научиш кој од каде излегува да те нападне, се повторува, да. А ние како деца игравме првата глава интергалактички конфликт, ние целосно оне си ги игравме игрите што во момент ги измислувавме. Така, и книгата секогаш може да се толку различно во зависност од периодот кога читате. Точно. Значи, за 10 години, за 20, за 30 години може поинаку да се доживаа. Да. Ја доживав како Малиот принц, ја доживав како Джонатан Ливингстон, значи оние популарни книги кои ги читаме во еден залак и се восхитуваме на странските автори, можеме да го добиеме со еден наш автор, домашен автор кој е препознатлив во странство, како што ви имате добар пласман во американската фантастична литература. Така што ете, можеме да се заблагодарам што бевте гостин дел, мирисавме малку на фантазија во овој подкаст и нели на куса порака која би сакали да спратите за крај. Сакам многу да ви се заблагодарам. Емисијата е стварно супер, идејата ви е супер и само така да продолжите тоа што немаме како македонски автори немаме нека многу голема можност да се афирмираме. Последен пат кога бев во Белград на промоција на едно моје дело, ја бев воодушевен, ме причека како да сум Артур Кларк. И сега ние тука домашните никогаш не си дома, нели, толку тука не се прослава во своето село. Да. Не си пролел во своето село така нешто беше. Меѓутоа супер, баш би сакал јас почнав многу да читам македонски автори во последно време, затоа што стварно имаат нашите што да кажат и би упатил порака до читателите да читаат македонски автори. Првиот македонски, а потоа остатокот. Па да, и исто да не ја гледаат научната фантастика што ја пишувам како нешто монотонно или како нешто луѓе што имаат верзија како научна фантастика, меѓутоа тој е роман како и секој друг со разлика на тоа што има научно-фантастични елементи. Уметнати ситуации. Да. Останете и понатаму со мирисот на книгата, идејата се читаат македонски автори, македонски дела, затоа што имаме што да прочитаме, помирисаме и да добиеме како бенефит.